Четврток, 18 часот и 15 минути, почитувани гледачи, вие сте со локалната програма на Вистинска телевизија. Вие сте токму на вистинското место во циклусот емисии Скопје ми е дома. Ви благодарам што и овој четврток не следите во живо во локалната програма на Вистинска телевизија. Од тука ви носиме свежи информации, актуелни прашања и предизвици со кои што се соочуваме сите ние, жителите на градот Скопје. Продолжува циклусот Скопје ми е дома со првите луѓе на скопските општини, имено продолжуваме со втората општина. Разговараме со првиот човек на општина Аеродром. Пред да започнеме со гостинот во студиото, односно пред да започнеме со разговорот во живо, јас би сакала да ви се заблагодарам што не следите на скоро сите социјални мрежи на Вистинска телевизија, на Facebook, на Instagram, па дури и на TikTok, што не контактирате и што ни предлагате нови теми и нови гости со кои што отвараме прашања кои што допираат до сите нас. Да напоменеме дека и оваа емисија, како и претходната, станува збор за интерактивна емисија. Бројот за контакт на кој што ќе можете да не контактирате и да ни се вклучувате во живо, да ни поставувате прашања директно до гостинот, до нашиот градоначалник, ќе ви биде оставен во текот на целиот разговор, односно во текот на целата емисија. Пред да почнеме со гостинот и со разговорот во живо, јас предлагам да погледнеме за која општина ќе разговараме вечерва. Аеродром. Скопска општина формирана со одделување од општина Киселавода, според новата територијална организација предвидена со законот од 2004 година, на 12 април 2005, кога за прв пат е одржана седница на Советот на општина Аеродром. Општината Аеродром официјално била прогласена за општина во 2013 година. Името на општината е добиено по воениот аеродром кој се наоѓал кај поликлиниката Јане Сандански и касарната Гоце Делчев. Територијата на општината е 20 км квадратни, од кои урбан дел е 10,4 км или 60%, а рурално земјиште 9,6 квадратни километри или 40%. Еве сме повторно назад во студиото, како што можевте да погледнете и на самото видео кое што ни го подготви нашата режија. Станува збор за општина Аеродром. Велам добре дојде за градоначалникот Дејан Митевски. Ви благодарам што прифативте мојата покана. Добро ве најдов, благодарам на поканата и поздрав до гледачите на Вистинска телевизија. Како сте? Одлично. Со вас секогаш убаво. Така. Неодамна ја преземавте функцијата градоначалник на општината Аеродром, доаѓате од функцијата председател на Советот, така. Работите во општината и повеќе ви се од јасни чинам и ја превземате функцијата од поранишниот градоначалник, а сегашен министер за надворешни работи господинот Тимчо Муцунски. Господин Митевски, во каква состојба ја затекнувате општина Аеродром? Да, благодарам. Една интересна најава погледнавме и се потсетивме на едни други времиња за Аеродром. Во однос на вашето прашање, да, постои еден континуитет. Претходно бев председател на Советот на општина Аеродром и генерално бев во тек со сите случувања. Имавме една одлична и тесна соработка со претходниот градоначалник Тимчо Муцунски, така што во овој период само продолжува, односно станува збор за еден континуитет на она што беше започнато од градоначалникот Муцунски, да го довршиме мандатот позитивно, онака како што работеше и претходниот градоначалник. Работиме на доста работи, така што би кажал дека општина Аеродром е во една добра состојба. Значи ли функцијата председател на Совет дека малку поблизу сте запознаени со она што го работи општината, колку тоа ви помогна за оваа функција која што извршувате денес? Да, апсолутно. Како председател на Советот имав можност во изминатите 3 години да бидам директно вклучен во многу случувања кои што се одвиваа на територијата на
општина Аеродром, да бидам запознат со одредени текови кои што се одвиваат позадински, можеби се помалку или повеќе познати за пошироката јавност, така што би кажал дека е една огромна предност за преземање на оваа функција. Во мојот концепт започнуваме со она што се случуваше последно. Именно викендов кој што измина беше убав за скоро сите генерации, за општина Аеродром, па и од другите општини во градот Скопје кои што можеат да уживаат во саботата и во неделата. Именно се случуваше настан вкусија традицијата на во саботата, а во неделата имавме нешто поинакво, малку поинаков проект за зачувување токму на животната средина, за рециклирање и за промена. Еве токму од првиот човек на општината, што се случуваше викендов во Аеродром? Да, имавме повеќе активности на територија на општина Аеродром викендов кој што измина, настанот кој што го спомнавте вкусовите на Македонија беше во организација на Министерството за земјоделие, помогнати и поддржан од општина Аеродром, еден преубав настан каде што повеќе од 300 изложувачи, тоа се индивидуални земјоделци кои што изложуваат своји сопствени производи, кои што лично ги произведуваат, има можност граѓаните да ги пробаат, да ги вкусат, да... Да, овде ќе ве прекинам. Она што е интересно, што можеше да се забележи на социјалните мрежи, беше дека имаше повеќе штандови надвор од градот Скопје. Чинам дека и од цела Македонија доаѓа. Од цела Македонија имавме гости присутни овој викенд во Аеродром, во саботата, значи овој настан беше еден масовен настан кој што требаше да ги презентира вкусовите на Македонија, де факто на цела држава. Во општина Аеродром кој што се случи, сопствени производи, земјоделци, индивидуални земјоделци, организирани заеднички, презентира, има можност граѓаните и да пробаат и да купат одредени производи, најчесто беа производи како мед или алкохолни производи кои што земјоделците ги произведуваат, меѓутоа имаше и овош и зеленчук, се беше имаше цвеќиња, автентично сопствено производство кое што им го доближивме на жителите на Аеродром од цела Македонија на едно место. Што се случуваше во неделата? Во однос на настанот во неделата, значи имавме еден интересен настан каде што имавме презентација на еден проект, односно дел од завршните настани на еден проект кој што го спроведуваме како општина и во тоа сме пионери, проект за селекција на отпад. Целта беше да ја подигнеме свеста и свесноста на граѓаните, почнувајќи од најмладите до највозрастните, да го селектираат отпадот кој што сите ние го создаваме, како таков да го одлагаат на места посебно одредени за одлагање на селектиран отпад. Стануваше збор за селекција на пластика, хартија и лименки, еден пионерски проект кој што се надевам дека ќе заживее во наредниот период уште повеќе. Така, токму така, селектирај, рециклирај, промени. Так. Граѓаните можеа да дојдат и да си донесат пластични работи со кои што можеа нели да си добијат некои торбички, како торби беше за рециклирање на отпад, бесплатно ги добива за да може да вршат полесна селекција дома. Како ќе се одвиваат ваквите настани? Планирате ли да стане ова традиција во Аеродром? Како беше одзивот? Каква беше организацијата? Да. Сакаат ли граѓаните вакво нешто, господине Митевски? И двата настани беа одлично посетени од страна на аеродромци, меѓутоа не само од аеродромци, од генерално од жители на градот Скопје и настани кои што треба да ги организираме се почесто во рамки на нашите општини, не само во Аеродром, зашто тоа им е потребно на граѓаните. Граѓаните очекуваат и малку забава на страна од се друго кое што се случува, особено што влегуваме во еден таков период пред новогодишен, каде што би требало да има една поголема организација на вакви настани, да излеземе до на секојдневно сивил, односно да покажеме малце поразличен концепт на кој што ќе им понудиме нешто поразлично на граѓаните. Токму така, за месец и половина веќе стартуваме со новата година, можеби веќе нешто и подготвувате во текст, можеби подготовките за нешто што ќе се случува во декември, пред крајот на годината? Да, во финална фаза на разговори сме со повеќе приватни иницијативи кои што ќе организираат поголем тип на настани на територија на општина Аеродром, каде што граѓаните на Аеродром и на Скопје ќе имаат можност да се забавуваат во предновогодишниот период. Можам да откривам на кратко само, спремаме заедно со една приватна иницијатива, спремаме еден поголем настан кој што би траел еден подолг период и ќе има многу нови интересни содржини кои што за прв пат ќе можеме да ги видиме во Скопје.
Токму така, вкусија традицијата на Македонија во соработка со односно со поддршка од Министерството за шумарство, водостопанство, земјоделство, шумарство и водостопанство. Моето прашање во контекст на ова е колку општината Аеродром соработува со институциите, конкретно еве со министерствата, со институциите и со градот Скопје можеби. Да, морам да кажам дека имаме одлична соработка со централната власт и буквално со сите министри кои што доаѓаат од централната власт, што не беше случај претходно, за жал, имавме доста обструкции, меѓутоа веќе влегуваме во еден период каде што после промената на власта се интензивира соработката, имаме огромно разбирање од страна на министрите, од страна на директорите. Не можам да кажам дека е на такво ниво соработката со градот Скопје, за жал. Ситуација која што на сите нас кои што живееме во Скопје ни е добро познати, знаеме дека соработката со граничничката не функционира, меѓутоа тоа е што е, се трудиме да го надоместиме оној дел кој што би требало да го покрива градот Скопје, ние како општини, за да граѓаните што помалку ја почувствуваат таа несоработка која што е за жал едностранна. За тоа колку добро функционирате и се поддржувате со централната власт, говорат можеби новите договори кои што ги потпишавте токму со премиерот и со владата, станува збор за договори за поддршка на проекти од инфраструктурата, што ќе се прави следнова? Да, како општина, не само ние, туку и сите општини добивме огромна поддршка благодарение на претседателот на владата. Успеавме да реализираме еден проект кој што беше и предизборно ветување на оваа централна влада. Како општина ни се одобрени 9 проекти во оваа прва фаза. Станува збор за проекти кои што се капитални, се од областа на инфраструктурата. На цела територија на општина Аеродром, односно во сите населени места имаме покриеност со проекти, почнувајќи од реконструкција на водоводи, изградба на нови мрежи, асфалтирање или реконструкција на постоечки улици кои што се во лоша состојба, за жал. Имам и такви на територија на општина Аеродром. Повеќе плочници, скверови, плоштади кои што граѓаните секојдневно ги бараат од нас како локална самоуправа, ги добивме како проекти, веќе и се тендерирани, така што за отприлика еден месец од сега би можеле да очекуваме и фактичка реализација на истите, а паралелно се спремаме и за новиот повик кој што ќе го има владата во 2025 година за поддршка на локалната самоуправа, исто со капитални проекти, која што поддршка за наша среќа се очекува да биде неколку пати поголема од оваа која што добивме иницијално, така што во 2025 година можам да најавам дека ќе имаме една градежна експанзија на територија на општина Аеродром. Веќе проектираме нова градинка, проектираме доградба на ново училиште, нова инфраструктура во делови каде што имаме потреба и мислам дека ќе задоволиме најголем дел од барањата на аеродромци. Поминаа 3 години од мандатот, останува уште една година до следните локални избори, ќе се сработи се што беше предвидено во програмата? Да, со оваа поддршка која што ќе добиеме од владата, ќе ги реализираме и сите ветувања кои што ги имавме пред граѓаните во 2021 година. Мислам дека со крената глава ќе влеземе во процесот на следни избори, каде што ќе можеме со чист образ да им ја побараме поддршката повторно на граѓаните. Оно што е интересно последниве денови е тоа дека во локалните вести повеќе општини ги вклучуваат граѓаните за да се консултираат за буџетот за идната година. Сега како вие сте доближени до граѓаните? Колку имате дослух за барањата за она што треба да им се направи следно на граѓаните? Да, како локална... Извинете, пред да го одговориме прашањето, имаме гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Продолжуваме со разговорот, се надевам дека ќе се воспостави врската. Господин Митевски. Да, како општина веќе од утре отпочнуваме една серија на инклузија, односно граѓанска вклученост во рамки на креање на новиот буџет за 2025 година. Ќе имаме прв координативен состанок заедно со урбаните заедници, луѓето кои што работат и се вклучени директно во комуникација со граѓаните, и веќе во текот на месец ноември, почнувајќи од следната недела, ќе организираме серија на настани
отворени средби со граѓани, каде што граѓаните ќе можат директно да партиципираат, да дадат своји предлози, идеи и размислувања за да бидат офатени во буџетот за 2025 година. Така што планирани се 9 настани, односно 9 средби со граѓани на различни делови од територијата на општина Аеродром, ќе ги посетиме сите населени места и со тоа ќе покажеме една отвореност и можност за соработка директно со граѓаните, се со цел да можеме да излеземе во пресет на оние нивни барања кои што ги имаат. Паралелно на ова, постојано, значи како Збори градоначалник. Ама никој не ми ви... Ало, добро вечер. Ало? Повелете, во програма сте. Дали сум во програма? Да, повелете, ве слушаме. Добро вечер, пред се добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав до водителката и до нашиот градоначалник на општина Аеродром. Поздрав и до вас. Така ми беше чест, сакав да ве добијам и да ве поздравам. И ако може да поставам едно прашање. Ајде, повелете. Дали е во план урбанистичкиот план за Горно Лисиче новиот и кога би излегол? За кој дел на Горно Лисиче само би замолил попрецизно? Позади школото Гоце Делчев. До градинката Лавче. Позади школото Гоце Делчев во моментов немаме постапка за изработка на урбанистички план, меѓутоа ќе го разгледаме ова ваше барање и предлог ваш, се со цел да видиме како можеме да помогнеме како локална самоуправа. Ви благодариме за јавувањето. Баш такав да прашам за тоа, пошто подолго време немаме информација за новиот урбанистички план и сакав да ве прашам и да ве поздравам и да си продолжите како што си работите до сега, како нов градоначалник. И само успеси. Ви благодариме. Пријатна вечер, поздрав и секое добро. Вечер. Поздрав. Прекинам не само да довршам паралелно, значи постојано одржувам средби со граѓани, некои што барале средба и прием кај мене како градоначалник и тоа го работам уште од првиот момент кога ја преземам функцијата градоначалник, така што постојано директно ги слушам од граѓаните сите нивни потреби, барања, истите се бележат и ќе бидат најголем дел од нив предвидени, односно планирани во буџетот за 2025 година. Во настока на граѓаните чином се започна еден нов проект, односно се отвори канцеларија за услуги. Што тоа значи? Канцеларија за услуги каде што аеродромци, велите, може да извадат 100 документи на едно место. Да. Можно ли е тоа? Да, тоа е еден нов проект кој што го работевме заедно со министерот за дигитализација Стефан Доновски, веднаш по преземањето на власта, отпочнавме со реализација за период од неколку месеци успеавме да ја ставиме во функција таа канцеларија која што и текако беше потребна на аеродромци. Станува збор за канцеларија на услуги каде што Министерството за дигитализација ги нуди сите оние услуги кои што институциите ги имаат дигитализирано. Услуги од Фондот за пензиско инвалидско осигурување, услуги од Агенцијата за вработување, од Централниот регистар, подигање на готови изводи од Управата за водење на матични книги, извод на родени, извод на венчани, извод на починати и голем број на други услуги, потврда за забрана за вршење на дејност, тековна состојба, услуги кои што ги нуди Централниот регистар, Управата за јавни приходи. Повеќе од 100 услуги, не можам сите да ги набрам таксативно, меѓутоа граѓаните може да ги добијат на едно место. Функционира ли ова, господин Митевски, во пракса? Секојдневно има посети од страна на граѓаните и веќе ги добиваат услугите. И ова е една новина која што за прв пат успеавме да ја воведеме на територија на општина Аеродром, општина со 100.000 жители, за жал до сега немаше таква канцеларија која што постои на други места. Овој пат успеавме за едно кратко време да ја воведеме како опција за нашите сограѓани. Сметате ли дека и другите општини би требало да го следат тој пример, еве токму во корист на граѓаните, бидејќи ова 100 документи на едно место и не е мала работа? Да, се надевам дека и останатите општини во соработка со Министерството за дигитализација и во координација со министерот за дигитализација Доновски, дека во најскоро време, согласно нивните можности, ќе обезбедат вакви канцеларии за граѓаните, имајќи предвид дека со тоа многу ќе им се олесни редовното функционирање на граѓаните и сите овие услуги ќе може да ги добијат во самата општина. Ајде малку повеќе за оној другиот дел, за спортот, за се оно кое што го интересира младиот човек денес, да избегаме малку од администрација. Што превзема Аеродром за да го зачува епитетот како една од најспортските општини во Скопскиот регион? Меѓу настаните кои што не ги споменавме, кои што се одржаа викендов, тоа беше отварање на едно комплетно ново
фудбалско игралиште, реализирана по пат на јавно-приватно партнерство, 100% приватна инвестиција, каде што општината создаде услови, е прв таков терен со вештачка трева, каде што ќе можат многу дечиња да тренираат фудбал. Паралелно работиме на изградба на нови капацитети во рамки на општината, меѓутоа и силно го поддржуваме спортот преку нашиот спортски клуб на кој што сите се гордееме, МЗТ Скопје. Меѓутоа можам слободно да кажам дека покрај кошарката во аеродром е многу застапен и фудбал и одбојката. И ракометот, подпишавте меморандум со ракометниот клуб Аеродром. Тоа е исто една прекрасна школа, односно прекрасен клуб кој што вади многу таленти ракометни, голем дел од сега познатите играчи потекнуваат од Живее ли аеродром во духот на овие спортови? Колку се актуелни? Апсолутно да, секојдневно огромен број на дечиња. Изминатиот период имав можности да примам дечиња од училиштата и помеѓу другите прашања со кои што разговаравме беше колку тие посетуваат спортски активности. Верувате дека повеќе од 90% од дечињата се вклучени во некакви спортски активности. Така, во контекст на спортот отварате и нова спортска сала, најавувате во Долно Лисиче во соработка со Министерката за образование и наука Јаневска. Колку сте ангажирани во тој дел на отварање на нови спортски сали, онаму каде што е потребно, а каде што немало досега, односно каде што никој не се осврнал, нели да? Долно Лисиче е единственото населено место во аеродром кое што нема спортска сала. И можеби ќе изгледа ќе звучи неверојатно, меѓутоа дечињата од Долно Лисиче настава по физичко одржуваат во училница. Малку жално. Жално, да, малку повеќе, да. И досега имало многу обиди, меѓутоа за жал немало успех да се реализира оваа спортска сала. Претходниот градоначелник Муцунски отпочна со поставка за изработка на проектна документација. Јас само ја проложив и ја завршив и повторно ќе истакнам добрата соработка со централната власт. Министерката за образование Весна Јаневска не излезе премногу во пресред, обезбеди финансиски средства и веќе е тендерирана изградбата на спортската сала, така што очекувам дека до крајот на годинава би почнали и со изградба на оваа спортска сала, а од почеток на наредната учебна година веќе и Долно Лисиче, односно дечињата Долно Лисиче да имаат еден пристоен објект каде што ќе може да ги реализираат часовите по физичко воспитување. Меѓутоа не само дечињата од училиштето ќе можат да ја користат спортската сала и локалните жители од Долно Лисиче, така што би се направил еден преубав проект, многу значаен за тоа населено место и веќе нема да има потреба да ги носат по други населени места дечињата. Во повеќе наврати ќе споделите дека општината Аеродром е една од ретките општини во која што бројот на новороденчиња од година во година расте, што е чудно денес за Македонија. Несомнено убава информација, убав податок, меѓутоа моето следно прашање токму во контекст на тоа, бројот на новороденчиња расте, бројот на дечиња расте, има ли доволно капацитети во детските градинки, има ли доволно капацитети во училиштата да се згрижат соодветно токму сите овие дечиња? За жал, во изминативе години не е посветено толку големо внимание на инфраструктурата како што се училишти и градинки, за да може да ги абсорбира, односно да ги прими и прифатат сите овие дечиња кои што живеат на територија на општина Аеродром и како што кажавте, бројот од година во година постојано расте, нешто што не прави особено горди и можеби сме единствената општина во Македонија која што има природен прираст на населението. Училиштата ни се подготвени, училиштата имаат се уште можности да ги прифатат сите овие дечиња кои што живеат на територија на општина Аеродром, онаму каде што чувствуваме потреба, односно веќе гледаме дека се исполнува капацитетот, веќе почнуваме со изградба на нови, како што почнавме со доградба на основното училиште Блаже Коневски, веќе проектираме уште едно училиште за доградба, така што би ги запазили, односно би имале доволно капацитети. За жал градинките се преполнети, постои листа на чекање и поради тоа, од таа причина работиме на изградба на нови градинки. Веќе почнавме со доградба на една нова градинка со капацитет повеќе од 200 дечиња, проектираме уште една градинка со капацитет од 400 дечиња, така што во многу би придонесле за намалување на бројот на листата на чекање.
Асоциација за права на деца и младинци со атипичен развој Ластовица, колку општината ги поддржува токму овие лица со атипичен развој? Вие ја поддржавте асоциацијата, сега чинам нешто и направивте некоја соработка заедно. Да. Како општината делува во развојот на овие лица? Тоа е само едно од здруженијата кое што го поддржуваме. Со Ластовица од неодамна имавме еден договор каде што има стапивме еден деловен простор кој што е во сопственост на општината, кој што ќе може да го искористат за работа со дечиња со атипичен развој. Покрај Ластовица постојат и многу други здруженија со кои што заедно соработуваме тесно на територија на општина Аеродром. Едно такво здружение е Заиграј со нас. Тоа е еден прекрасен проект. Здруженијата се вика Реола, проектот е Заиграј со нас, еден прекрасен проект каде што вршат физички активности, односно држат часови за физички активности за дечиња со атипичен развој и попреченост во движењето. Вклучени се повеќе од 100 дечиња. Услугата добиваат комплетно бесплатно. Тие се сите дечиња од територија на општина Аеродром и тоа е исто така еден уникатен проект каде што дечињата можат да развиваат и да вежбаат моторика, да зајакнуваат мускулатура, а паралелно со тоа да работат координирано и да учат како едни со други да си помагаат. Така што како општина сме силно посветени на овие дечиња, имајќи предвид дека за жал бројот од година во година се повеќе расте на дечиња со атипичен развој. Работиме интензивно за да можеме да им создадеме услови. Паралелно имаме отворено неколку сензорни соби во училиштата и во градинките каде што овие дечиња ќе можат да бидат прифатени да ги користат тие сензорни соби. Обезбедени се асистенти за дечињата преку Министерството за образование и наука, така што можам да кажам дека сме една од ретките општини која што посветува толку внимание на овие дечиња и треба мислам дека генерално како држава да се трудиме да им го олесниме пристапот на овие дечиња во училиштата и во градинките, се со цел да се почувствуваат еднакви со другите дечиња. Една необична информација, уникатна информација е тоа дека скоро сите ученици од 9-то одделение во Аеродром ќе добијат бесплатен скрининг на тироидната жлезда. Од каде идејата токму за ова? Да, тоа е еден проект кој што го најавивме заедно со професорот доктор Синиша Стојановски, директорот на градската општа болница 8 септември. Идејата, да бидам искрен, поттекна од доктор Синиша Стојановски, кој што е специјалист за ваков тип на прегледи. Се понуди самиот на доброволна основа да изврши скрининг заедно со дел од неговите колеги, скрининг на сите 9 одделенци. 9 одделенци ја земен пресек како период кога веќе влегуваат во пубертет дечињата и е неопходно да им се направи еден ваков скрининг. Почнуваме во второ полугодие, веднаш со стартот на второ полугодие, веќе утврдена динамика да се направи скрининг на сите дечиња, се со цел да се види каква е состојбата со тироидната жлезда. Тоа е нешто што научно, односно здравствено, можеби го тргаме на страна и не му посветуваме толку внимание, меѓутоа убаво е да се направат оние редовни прегледи и контроли, се со цел да се констатира каква е состојбата кај дечињата и доколку некој детенци има потреба од понатамошни третмани да може да се третира соодветно уште во најрана фаза кога е полесно да се третира. За градоначалниците и воопшто за луѓето на таквите функции и позиции, обичниот граѓанин знае да каже тука се само за избори, а после веќе ги нема. Меѓутоа, кој вели дека градоначалниците не работат на терен заедно со работниците? Јас ќе предложам овде да погледнеме на видео.
Значи може ли градоначалниците да работат на терен? Да, и го правиме ова многу почести, не само јас верувам дека и другите градоначалници. Целта на видео беше да се заблагодариме на овие работници кои што неуморно работат во текот на целата година и се трудат да го одржат чист и уреден аеродром, меѓутоа и да покажеме со какви проблеми, односно какви ситуации се соочуваат од аспект на фрлен каваст отпад, градежен шут, негрижа за околината од одредени поединци кои што ја прават онаа неубава слика кај големиот број на граѓани. Така, претпоставувам со видеото имате и апел до сите нас да тргнеме секој од себе си кон поздрава, почиста животна средина, околина, секако. Што превзема општината Аеродром, господине Митевски, токму за заштита на здравата животна средина? Го споменавме оној проект кој што викендов беше активен за рециклирањето, меѓутоа кои други проекти и Да. Проектот на Клин Аеродром е поддржан од Европската унија, од Швајцарската амбасада и еден пилот проект кој што има за цел да ги поттикне, односно научи дечињата уште од најрана возраст, сите дечиња во основните училишта, како да постапуваат со отпадот, односно да прават селекција на отпадот и на тој начин да се грижат повеќе за животната средина. И морам да кажам дека дечињата се доста успешно се внесени во овој проект, односно веќе селектираат дечињата и повеќе од 100 килограми пластика е собрана за само неколку недели од оние вендинг машини кои што ги поставивме и таа пластика била потенцијално пластика која што ќе завршила покрај контејнерите во парковите на улиците, меѓутоа успеавме да ја колектираме во вендинг машините. Покрај тоа паралелно спроведуваме голем број на активности, како што се чистење на диви депонии, казнување на прекашувачи на законот. Како општина објавивме неодамна дека изрековме казна од 10.000 евра за правно лице кое што имаше запалено оган на отворено и таа казна е платена. Така што се трудиме да делуваме превентивно, да им кажеме на граѓаните дека таквото девијантно однесување ќе биде казнета и на тој начин да помогнеме за заштита на животната средина. Паралелно ангажираме повеќе од 100 луѓе кои што се вработени, кои што... Имаме гледач, овде малку ќе прекинеме. Добро вечер. Ало, добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Ме интересира доколку парите за рекламата што ја има снимано ги дадеше на обичниве. Има луѓе кои што немаат пари, го собереа тој смет. Дали ќе беше тоа покорисно него да ги фрлат тие на реклами, тие пари? Кои реклами, господине? Па еве сега спотов што идеше, додека разговараше тој. Реклама е тоа спот, маркетинг. Тој е аматерски снимен спот и не кошташе ниту еден денар. Не, па не знам дали коштало или не. Чисто за ваша информација не ја чинеше општината ништо. Не знам. Ви Добро. благодариме на јавувањето, на сугестијата. Продолжуваме понатаму. Господине Митевски, останавте недоречени? Да, сакав да кажам дека ангажираме дополнително 100 луѓе заедно со целокупна механизација која што се одржува за хигиената. Паралелно работиме и на подигање нови садници, изградба на нови паркови и на тој начин да придонесеме кон заштита на животна средина. Ќе го заокружиме нашиот разговор со нашата социјални мрежи прашања рубрика, именно нашите гледачи, нашите поддржувачи, односно да, гледачи ни поставуваат прашања токму на социјалните мрежи на Вистинска телевизија. Вака, велат дали има план да се среди зелениот појас помеѓу зградите на Пандил Шишковка и Кошаркарскиот терен? Да, веќе во еден дел го средивме, беше комплетно неуреден тој дел и беше така оставена на една земјана подлога. Во дел е уреден, останалите дел ќе биде доуреден. Да, и додаваат тука не може човек со мало дете да шета, летаат топки од сите страни, предлог до градоначалникот да се загради игралиштето од сите страни. Ќе го разгледаме како може. Одлично. Сепак се тоа граѓани кои што го користат игралиштето. Така, тоа се засегнати луѓе таму. Имаме прашање конкретно за проблемот со урбанистичкиот хаос. Велат како ќе се решава овој проблем во аеродром? Да, за жал еден дел од аеродром веќе е настанат урбанистички хаос и тоа станува збор за делот на стар аеродром и Мичурин, каде што е по видливо и поинтензивно она што се случувало изминатите години на територија на општина Аеродром и затоа токму од таа причина во моментов, значи,
поставивме еден мораториум на изградба на нови објекти токму во тој дел на општината и се обидуваме развојот на општината да го насочиме на друга страна. Како општина не можеме да си дозволиме да не се развиваме, меѓутоа можеме да одлучиме на која страна ќе го правиме развојот и се трудиме развојот да го фокусираме кон оние делови кои што не се толку развиени и таму да возможим изградба на нови објекти, а овие делови кои што веќе се и така премногу изградени да ги намалиме новите градби и да се посветиме на изградба на инфраструктура која што е неопходна за жителите на тој дел, како што се училишта, градинки, улици, паркинзи и така натаму. Велат ни даваат една сугестија да вработат повеќе луѓе за хигиената на детските игралишта да се грижат. Тоа се токму овие луѓе кои што секојдневно се на терен и секојдневно луѓето со кои што го видовме видеото и секојдневно се на терен и одлагат голем дел од отпадот, ги чистат игралиштата, ги чистат парковите, меѓутоа тоа е жива материја и секојдневно е денеска изчистено, утре се случува да биде повторно извалкано, односно да има отпадаци и тоа е процес кој што не застанува. Она кое што него споменавме и него начнавме во мојот концепт, е многу важно, е проблемот со паркингот во општина Аеродром. Именно објавивте анкета за зонското паркирање во Мичурин, чинам беше деновиве. Што е предвидено со таквата анкета? Што очекувате граѓаните да се изјаснат? Да ги прашаме граѓаните дали сакаат воведување зонско паркирање или не сакаат воведување зонско паркирање како еден од начините за решавање на проблемот со паркирањата. Поделени беа мислењата, до мене стига различни мислења од луѓе кои што сакаат и не го сакаат тоа. Идејата на општината е да ги послуша граѓаните, да ги вклучи директно во одлучување, односно носење на одлука дали сакаат или не сакаат да се воведе зонско паркирање. Во зависност од резултатите, односно она што го искажале граѓаните, така ќе постапиме како општина, доколку се изјаснат позитивно и дека сака да се воведе зонско паркирање, ќе отпочнеме постапка за изработка на сообраќајен проект и ќе се обратиме до градски паркинг, јавното предпријатие градски паркинг за воведување на зонско паркирање. Таква една анкета спроведовме во Ново Лисиче, каде што огромен број од мнозинството од граѓани се изјаснија позитивно дека сака да се воведе зонско паркирање и веќе сме во една завршна фаза на работи каде што очекуваме за многу скоро време да биде воведено зонско паркирање. Така, и во дел од прашање од социјалните мрежи на Вистинска телевизија имаме и прашање како ќе се решава проблемот со хаварисани возила на територијата на општината. Превземате ли нешто по однос на тоа прашање? Да, ние сме една од првите општини во Македонија, прва сигурно во Скопје, која што отпочна со една голема акција заедно со инспекцијските служби за отстранување на хаварисаните возила. Веќе имавме еден јавен повик до сите граѓани, писмена опомена до сите граѓани кои што имаат оставено хаварисани возила на паркинзите. Морам да кажам дека добар дел од граѓаните излегоа совесни, сами ги отстранија возилата, меѓутоа за сите оние кои што не беа совесни, не ги отстранија сами возилата, општината веќе почна да ги дислоцира од паркинзите на посебно означена локација каде што ќе се депонираат овие хаварисани возила и одреден период ќе се чуваат, а доколку граѓаните не ги преземат и од таму, значи ќе следуваат постапки согласно позитивните законски прописи кон прекршителите. Хаварисаните возила не само што зафаќаат паркинг места, туку се и опасност за животната средина. Постои можност од истекување на масла, на горива, кои што може и како да направат едно загадување, така што како општина сме цврсто решени да ги отстраниме хаварисаните возила од сите паркинзи на територија на општина. Месец и пол до новата 2025 година и уште една година од вашиот мандат, при самиот крај што е она што ќе им го порачате на жителите на општината? Како аеродромец, човек кој што живее во аеродром, би сакал да сите заедно да поведеме на поголема грижа за околината во која што живееме, да ја чуваме како наша собствена, да бидеме фокусирани на позитивни работи во текот на наредната година и да го направиме аеродром едно поубаво место за живење или најубаво во Скопје. Амбициозно, господине Митевски, ви благодарам многу за издвоеното време, ви благодарам за тоа што ја прифативте мојата покана и што бевте дел од Скопје ми е дома. Благодарам и до вас и ви посакувам успешна работа и се гледаме на некоја следна дружба пред камерите. Благодарам.
Скопје ми е дома со градоначалникот на општина Аеродром, господинот Дејан Митевски. Почитувани гледачи, се надевам дека отворивме повеќе прашања, повеќе предизвици, проекти со кои што општината може да се пофали или со кои што општината може да пред вас да ги представи сите оние работи кои што ги изреализирала досега и оние кои што следуваат во последната година од мандатот. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Следете на социјалните мрежи, упатувајте ни прашања за следни теми, за следни гости. Ние ќе се видиме за 7 дена, односно следната седмица со нова општина и нов градоначалник. До тогаш останува да ве поздравам, се гледаме за една седмица.